Работнички Шкупи одигра катастрофална есенска полусезона и веќе со една нога се во втората лига. Пред нив е многу тежок период. Зимската пауза секако дека ќе биде искористена за да се направат сериозни промени како играчки, така и на некој друг план со цел да бидат колку толку конкурентни барем за баражот. Директниот опснов веќе станал невозможна мисија, особено за Шкупи кој е на ното со само еден освоен бод и практично единствениот тим кој не се израдил на позитивен резултат. Има 15 порази и само едно реми токму со Работнички. Тимот од Дебар Мало е место над Шкупи, односно предпоследен со 7 бодови, но сериозно заостанува од зоната за директен опсног. За бараж ќе биде исклучително тешко бидејќи ќе треба сериозно да се разигра уште од првото пролетно коло, кога Работнички ќе мора да ги собере бодовите, но при тоа конкурентите да нижат порази. Најзрели кандидати за испаѓање од елитата се токму Шкупи и Работнички, а со оглед тоа дека испаѓа директно последните 3 екипи, тогаш во пролетниот дел битката за да се избегне таа трета позиција ќе ја водат Македонија, Ѓорче Петров, Пелистер, Тиквеш, Бреера, Струмица, не се сигурни ниту Башкими Арсими, но овие две екипи одигра одлична пролетна полусезона. Две позиции водат кон баражот, тоа се 9-то и 8-то место на табелата, а тоа ветува жешка пролет кога е во прашање трката за опсног. Што и како ќе минуваат овие екипи ќе биде познато во следниот период. Најмногу ремонт се очекува кај Шкупи и Работнички. Минатата сезона романтичарите се бораа за титула и излез во Европа. Ја загубија трката за титулата, но излегоа во Европа, каде по едно коло беа елиминирани, а сега ја губат и трката за опсног во елитата.